од нашиот незаборав. Македонско-грчките односи имаат долга историја и се протегаат од антиката до денес. По речиси двовековната хегемонија на Македонија над грчките градови држави во времето на Филип II, на Александар III Македонски и на нивните наследници од 338 до 148 година пред нашата ера следуваат столетија на заедничко робство под Римското, Византиското и Турско-Османлиското царство. По создавањето на грчката држава во првата половина на 19 век настапуваат нови релации меѓу двата соседни народи и двете земји. Македонија станува интересна зона за проширување на државната територија на Грција. Во заедничката акција со Србија и Бугарија во текот на Балканските војни 1912-1913 година, кралството Грција заграбува 51% од македонскиот етнички простор. Во протекот на децении, македонците во делот под Грција беа изложени на најразлични притисоци, на промена на личните имиња, на топонимите, на забрана и на мајчиниот јазик, а во услови на војни, на погроми и прогонства. Но и во такви услови имаше периоди кога левичарските партии и движења делумно го признаваа македонскиот идентитет и правото на самоопределување. Посебно по учеството и придонесот на македонскиот народ во 6-месечната епопеја за одбрана на грчката независност по италијанската агресија во октомври 1940 година. Македонците беа во првите редови на отпорот во Грција и за време на Втората светска антифашистичка војна. Поради тие околности, Комунистичката партија на Грција, Национално-ослободителниот фронт на Грција ЕАМ и раководството на ЕЛАС, Национално-ослободителна војска на Грција, беа принудени, иако во ограничени размери, да допуштат создавање на македонски национални институции и организации во егејскиот дел на Македонија. Една од таквите организации, која што беше формирана деновиве во 1943 година, беше Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт СНОФ за Костурско и Леринско. Денешната документарна емисија од нашиот незаборав, почитувани слушатели, е посветена имено на СНОФ, а по повод годишнината од овој настан. Паскал Митревски беше еден од поистакнатите македонски кадри во грчко-македонското ослободително движење, кој на основачкиот состанок на СНОФ за Костурско, одржан на 20 октомври 1943 беше избран за член на привременото раководство. Временото раководно биро на организацијата СНОФ беше составено од 5 членови и то имаше задача веднаш да ги испита општите услови и политичката констелација во округот и да ја утврди организационата структура на организацијата, да го изврши кадровскиот распоред по реони, потреони и други населени места и пунктови и потоа веднаш да започне брза и широка политичка и организациона акција за создавање организации на СНОФ во селата и во градовите. Македонската револуционерна организација, односно Славомакедонскиот народоослободителен фронт, или како што е познат по кратенката СНОФ, се формира во периодот кога во Егејска Македонија оруженото востање и борбата на македонскиот народ против германо-италијанските окупатори и домашната реакција беше во полн развој. Со нејзиното појавување и благодарение на активноста што организацијата Боргу и енергично ја развиваше, борбеноста на македонските маси беше подигната на високо ниво. Не ќе погрешиме ако кажеме дека преку организацијата СНОФ дојдоа до израз националните стремежи на широките народни маси не само од Костурско, туку и од цела Егејска Македонија. Аргир Кузовски, со уште неколку активисти покрај работата на теренот, даде придонес и врз подготовката на платформата на СНОФ. Грчката партија имаше дадено налог за да се формира на таква организација. Ни рекоеше ти треба да одиме во Дамбени
и там во Дъмбини да основиваме првата конференција на СНОФ. И заедно со Наум Пео тргнавме, спиевме во едно село Галише, там се сретнавме со Лазар Папалазаро. Ние цела вечера седевме и мислевме една платформа на таа организација СНОФ да се направи. Едни од тие точки беше да се формира посебна македонска народно-освободителна војска, СНОВ, да имаме македонски школи, да имаме македонски судови, да имаме македонска црква. На формирањето на СНОВ за Костурско се сеќава и Евдокија Фотева Вера. На состанокот присуствува представници од околискиот комитет на партијата, Пираклис, од страна на ЕАМ Хараламбис Хараламбопулос, секретар на ЕАМ, а од страна на ЕЛАС беше Давид Герото, така го викавме, а тој беше во штабот на 28-та бригада. А од страна на македонците Паскал, Доне Цалев, Папалазаро и други македонци активисти. Состанокот го отвори Андон Цалев. Секретарот на околискиот комитет Пираклис го соопшти решението на областниот комитет на Комунистичката партија на Грција дека се формира Славомакедонска народна ослободителна организација во склопот на ЕАМ. По речиси двомесечна активност на 24 декември 1943 година во село Крчишта Костурско се одржа и првата општа конференција на СНОВ за овој округ. Конференцијата беше добро организирана и на неја присуствуваа над 200 делегати од 75 македонски села и голем број представници од повеќе политички и други народоослободителни организации на округот, како и од партизанските единици на ЕЛАС. Една од крупните придобивки и постигања на раководството на организацијата СНОВ беше и иницијативата во составот на организационо-пропагандниот и идеолошкиот сектор на организацијата, што го раководише Лазар Папалазаров, да се формира посебна редакциона комисија за издавање македонски вестник, така наречениот Славомакедонски глас, кој беше орган на окружниот комитет на СНОВ. Васко Караджа беше еден од уредниците на вестникот Славјано-македонски глас. Ние бевме тројца кои работевме на издавањето тој вестник. Со мене работеа другарите Панајот Ралевски и Живко Поптројанов. Ги преведувавме материјалите од грчки на македонски јазик и на некој начин ги составував тие новостите од фронтовите според вестите што по радио ги слушавме од грчките емисии на BBC, на радио Москва. Се сеќавам на бројните тешкоти што ги имавме врска со издавањето на вестникот. Како што е познато, македонскиот јазик во Елиска Македонија беше со закон забранет од 1936 година, од целиот период на диктатурата на Матаксас. Освен вестникот Славјано-македонски глас, се печата, се разбира и многобројни летоци на македонски јазик и уште разни пропагандни материјали над кои ние работевме над составувањето на тие материјали. Во ноември 1943 година во село Белкамен се формира и СНОВ за Леринско. Сведоштво за тие моменти и за обидите за обединување на двете организации е исказот на раководителот за Леринскиот округ Ѓорѓи Турунџиев. На овој состанок зедовме одлуки да ние колку можеме по сите македонски села формираме ослободителен фронт на македонците од Леринско. И у барго време ние веќе во Леринско имавме околу 4000 членови на СОВ. Одлучивме да ние во Леринско на македонската организација издадеме новина, вестник, и то на кирилица. Овој вестник кој се велеше Слобода, за Леринско на СОВ. И така, на 28 декември 1943 година отидовме во село Черновишта во Костурско, каде тамо не чекаа другарите од Костурско.
Стана доста дискусија во врска со формирање на македонска војска, секаде да ставиме народно-ослободителни фронтови и да можеме ние да направиме пошироко раководство, не само тесно за Ленинско и за Костурско, туку за да ухватиме цела Егејска Македонија, дека само во Ленинско и Костурско постојат тие организации. Формирањето на антифашистичката организација СНОВ покрај пројавениот ентузијазам кај македонците не дува на позитивен одглас и во печатот на грчките народно-ослободителни организации. Весникот Лаикон Вима, Народен глас, на 10 јануари 1944 година, меѓу другото, пишува: Зрелата политичка мисла го наложи како неопходност создавањето на СНОВ, кој за славомакедонецот е исто како што и ЕАМ за гркот. СНОВ, како инструмент на борбата ќе го води славомакедонецот со поголем фанатизам и поголема љубов заедно со братскиот грчки народ во остварување на заедничките цели. Весникот Ефедрико Селас, орган на дивизиската команда на резервниот телас за Западна Македонија, пишуваше: ЕАМ и СНОВ се организации кои се борат за истата цел, истите желби и стремежи. Грците и македонците, цврсто обединети, ќе чекорат решително за реализирање на барањата на народот. Една од поголемите, но и последни масовни манифестации на СНОВ во Костурско беше одржувањето на околиската конференција во село Дъмбени на 12 април 1944 година. На овој собир присуствуваа 500 делегати, гости на организациите ЕАМ, ЕЛАС и Комунистичката партија на Грција, потоа од Националната солидарност и Народната власт, како и членови на сојузничките мисии во Слободна Грција. Во почесното председателство посхумно беа избрани Гоце Делчев и Лазар Поптрајков од илинденскиот период, Лазо Трповски, Ташко Караджа и Трпо Калиманов од периодот меѓу двете светски војни и почетокот на народно-ослободителната борба, како и двајцата видни активисти на СНОВ, Васил Алексовски и Киро Поп-Василев, кои загинаа еден месец пред одржувањето на оваа конференција. Реферат за активноста на СНОВ во изминатиот период поднесе Паскал Митревски, во кој беа наведени напорите на организацијата за омасовување на нејзините редови, успесите што беа постигнати во разобличувањето и ликвидирањето на македонската и на грчката реакција, потоа подигањето на националната свест среде македонците и особено успесите што беа постигнати во просветата и културата врз македонска национална основа. Откако беше подцртана и мощна и успешната соработка на СНОВ со демократските сили во Грција, пред се со организациите на ЕАМ, Комунистичката партија и соединиците на ЕЛАС, беше избран нов секретаријат во кој влегоа Паскал Митревски, Лазо Дамовски и Антон Цалев. Беа избрани и економска комисија, Биро за културна просветна работа, оддел за технички работи при околискиот комитет на СНОВ, како и нови реонски и местни раководни тела. Набргу по одржувањето на оваа конференција, Комунистичката партија на Грција донесе одлука да се расформира СНОВ. Дел од раководителите беа уапсени од единиците на ЕЛАС, а еден дел во мај 1944 година начело со Наум Пејов повторно го формира одредот Лазо Трповски и замина на планината Караорман. Со тоа беше изневерена надежта на македонците за рамноправност со грчкиот народ и за остварување на неотуѓивото право на самоопределување. Заврши документарната емисија од нашиот Не заборав, посветена на формирањето на СНОВ, антифашистичка организација на македонците од Егејскиот дел на Македонија, а по повод годишнината од овој значаен настан. При нејзиното оформување од ризницата на Македонското радио користевме снимки од искажувањата на Паскал Митровски, Аргир Кузовски, на Евдокија Фотева Вера, Васко Караджа и на Ѓорѓи Турунџиев. Текстовите ги читаше Душко Салтировски, тонмајстор Весна Спасовска. Емисијата ја подготви Александар Ангеловски. Производство Македонско радио, Радио Скопје, октомври 2018.